Република Македонија, согласно членот 39 став 1 од Уставот, на секој граѓанин му го гарантира правото на здравствена заштита, а граѓанинот има право и должност да го чува и унапредува сопственото здравје и здравјето на другите. Членот 55 од Уставот на Република Македонија, откако во ставот 1 ќе гарантира слободата на пазарот и предприемништвото, а во ставот 2 еднаквата положба на сите субјекти на пазарот, во ставот 3 утврдува дека слободата на пазарот и предприемништвото може да се ограничат со закон единствено заради одбраната на Републиката, зачувувањето на природата, животната средина или здравјето на луѓето. Ова го споменувам затоа што во предлог законот за дополна на Законот за здравствена заштита, кој што го имавме минатата недела на пленарна седница, поднесен од владеачкото мнозинство, со закон предлагаат да се забрани вработување на здравствен персонал од јавното здравство за време на пандемијата во приватното здравство, што е сосема спротивно на Уставот, затоа и го прочитав овој член. Токму поради овие причини, бидејќи на Комисијата за здравство не наидовме на заеднички јазик со мнозинството и заеднички да изготвиме еден предлог закон за дополна на Законот за здравствена заштита, со кој што не само на хартија, туку на вистина ќе успееме да им помогнеме на луѓето кои што во оваа пандемија на вистина се борат за живот со многу тешки финансиски средства кои што ги имаат. Впрочем, и во самиот предлог на закон од министерот Филипче стоеше, односно се потврдуваше дека преку 85.000 граѓани на Република Македонија живеат со не повеќе од 46 денари на ден, што значи дека на вистина, ако носиме некој закон и ако истиот го поддржуваме, тој на вистина треба да значи помош за овие луѓе. Што се однесува до состојбата актуелна со пандемијата, со вчерашниот датум, односно до 17 мај, имаме конечни бројки од 154.725 заразени и 5.230 смртни случаи. Понатаму, во предлог законот на владеачкото мнозинство имаше предлог за изедначување на цените во приватното и јавното здравство, но во приватното здравство цените се ограничуваат со лимит меѓу 40 и 305.000 денари, но се потенцира за пациенти кои што по своја волја ќе изберат да се лекуваат во приватното здравство. Ја затоа го нареков тој закон е закон за олеснување на, односно бенефиции на луѓето кои што имаат пари, односно на богатите граѓани во Република Македонија, кои што по своја волја ќе изберат да се лекуваат во приватното здравство. Конкретно, нашиот предлог на закон се состои од неколку предлози или барања, преточени во законско предлог решение, па меѓу другите ќе ги напоменам. Прво, бесплатно болничко лекување за сите пациенти од COVID-19 и во јавното и во приватното здравство. Во овој дел се согласувавме и со предлог законското решение од владеачкото мнозинство, само што, како што напоменав, таму останува олеснувањето за богатите да им се лимитира сметката која што сами ќе изберат да си ја плаќаат во приватното здравство. Понатаму, со нашиот предлог закон бараме рефундација на средства за оние кои што направиле огромни трошоци во приватното здравство заради лекување од COVID-19 во периодот пред да стапи во сила законот кој што владеачкото мнозинство повеќе од очигледно е дека ќе го изгласа, и тоа нагласуваме по методологија која што Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија ќе ја определи. Значи, тие ќе определат какви документи ќе бараат, како ќе утврдат повраток на средства и така натаму. Следно наше барање во овој наш предлог на закон е ставање на позитивна листа на лекови на сите средства кои што им се препишуваат на болните и на оние со симптоми од COVID-19 од страна на нивните лекари, и тоа само за периодот додека трае пандемијата во Република Македонија. И конечно, со предлог законот предлагаме овозможување на извршување на здравствени услуги во приватното здравство по цена како и во јавното здравство за оние пациенти кои што повеќе од 60 дена се на листите на чекање за било каква здравствена услуга во јавното здравство, и секако ова услуга да можат да ја добијат во приватното здравство по цени како и во јавното, односно без да има наплаток на партиципација повисока од 6.000 денари. Кога се
Кога дебатиравме со министерот Филипче на Комисијата за здравство, истиот ни наведе дека досега немало случај во Република Македонија изминативе повеќе од 15-16 месеци да некој пациент нема за него место во јавното здравство, па да биде приморан да оди да се лекува во приватно здравство, и затоа велам дека ова е само закон на хартија, односно велиме ги изедначуваме цените во јавно и приватно здравство, но министерот тврди дека досега немало случај пациент да биде приморан заради немање на место да оди да се лекува во приватно здравство, и затоа тврдам дека ова ќе испадне само на хартија. Исто така она наше барање кое што сакавме да го преточиме во комисиски амандман за овие пациенти кои што се на листа на чекање повеќе од 60 дена во јавното здравство, министерот не убеди дека исто така таков случај немало и дека немало потреба од тоа законски да се регулира. Јас велам доколку нема таков случај, тогаш воопшто не е проблем ако инцидент најаве и се случи, истиот пациент да може да си ги добие здравствените услуги во приватното по цена на оние во јавното здравство. Не наидовме на разбирање, затоа одиме со наш предлог на закон во кој што, како што кажав, меѓу изедначувањето на цените како во јавното, така да бидат и во приватното здравство, бараме рефундација на средства за сите оние кои што веќе имаат направено трошоци. Имаме луѓе кои што се оставнати без куќи, со големи кредити, луѓе со жртви, а сепак имаат и финансиска загуба. Бараме на позитивна листа на лекови да се стави сета онаа терапија која што им се препишува на ваквите пациенти, само додека трае пандемијата, и како што напоменав, бараме пациенти кои што би се нашле на листа на чекање повеќе од 60 дена да можат услугите да ги добијат во приватно здравство по цени како и во јавното здравство. И конечно ќе изумев да ги споменам PCR тестовите. Со нашиот предлог закон предлагаме PCR тестовите да бидат бесплатни и во јавно и во приватно здравство. За жал, владеачкото мнозинство прифати на таа комисија за здравство, но со комисиски амандман на кој што ние останавме воздржани, се изгласа PCR тестовите во приватните здравствени установи да не бидат повисоки од цена на 1850 денари. Значи, можевте да ја воочите разликата меѓу нашиот и предлогот на закон од владеачкото мнозинство, како и помеѓу нашиот и предлогот на закон кој што дојде од страна на партијата Левица, кој што секако и ние го поддржавме, затоа што во добар дел сепак е подобар од она предлог законско решение кое што доаѓа од ова владеачко мнозинство, кое што за жал ќе остане само закон на хартија, а без никакви бенефити за оние кои што на вистина имаат потреба. Законот е предоцна донесен и се носи само заради да се донесе, апсолутно нема да има никаков бенефит, освен се разбира за оние кои што веќе имаат пари, помалку да си платат кога ќе изберат по своја волја да се лекуваат во приватните болници. Значи останува на потек владеачкото мнозинство, еве има можност на оваа пленарна седница да се докаже на дело дали на вистина е за помош на оние на кои што таа им е неопходна или е само декларативно, фигуративно, само на хартија и ништо повеќе. Ви благодарам, председател. Ви благодарам и вам.